Споменав веќе уште рано наутро во 6 часот и 30 минути дека денес ќе зборуваме и за мултиплекс склерозата и тоа со доктор Марија Гашовска. Марија, добро утро. Добро утро. Ние некако си се навикнавме со ковидов, мораме секој ден да имаме по еден доктор овде против уроци и за секој случај. Така и вас ве поканивме денес. Нема да зборуваме за ковидот, но ќе зборуваме за мултиплекс склерозата. Ќе зборуваме за нея затоа што некако не знам дали го делите чувството со ковидов, буквално како да заборавивме на сите другите болести, заболувања, да. А тие не чекаат, така? Така е, да. Сега, ако ве прашам што е мултиплекс склероза, некои ќе речат подобро да не знаеш, но мислам дека не е тоа така, напротив дека подобро е да се информираме. Да, да имаме општи познавања токму така. Што е? Тоа е болест која за жал се јавува пред се кај младата популација и представува автоимуно воспалување на централниот нервен систем. Хронично е, прогресивно и во основа е демиелинизирачко. Не се знае точната причина зашто се појавува мултипла склероза, меѓутоа се предпоставува дека има, како што реков, автоимуна основа и влијание имаат надворешни фактори кај генетски предиспонирани лица. Нервната клетка има нервно влакно, се вика медицински аксон. Околу него има обвивка и тоа е миелин. Токму кај мултиплата склероза се уништува миелинот и настанува демиелинизација. И повторно не се знае зошто, да? Не се знае зошто, да. Дали тоа е причината што ја нарекуваат подмолна болест? Па може да се каже дека да, подмолна е затоа што не знаете кога, каде и на кого ќе му се случи. Како рековте најчесто кај млади луѓе? Да. Што не знам дали е подобро или полошо, дали е некоја предност? Во секој случај е полошо. Значи, мултипла склероза добиваме до 50-та година од животот, со пик на јавување најмногу меѓу 20 и 40 години. Во секој случај е лошо, затоа што реков болеста прогредира, напредува, лицата завршуваат за жал со некој траен инвалидитет и ова е водечка причина за инвалидитет кај млади во светот ако се исклучат трауми, односно повреди. Како и дали помага навреме, ако се открие? Апсолутно да. Тоа е и целта, да откриеме мултиплата склероза што е можно побрзо, кога има што помалку клинички експресии и што помалку демиелинизирачки плаки во мозокот. Тука сакам да објаснам што е тоа демиелинизирачка плака. Значи, кажавме, демиелинизација настанува, тоа е основата, патолошката основа на оваа болест, карактеристиката нејзина, да кажам, во мозокот. Демиелинизирачката плака, за да не сватат гледачите подобро, би рекла тоа е воспалителниот момент во мозокот. Колку порано ја диагностицираме, колку помалку такви плаки во мозокот има, го отпочнуваме лечењето навреме и што се прави со лечењето? Тоа што се случило не можете да го вратите назад, но делуваме превентивно, да не оди понатака. Токму така. Затоа многу е важно раното диагностицирање. Како сами да си помогнеме, како да почувствуваме дека ги имаме веќе првите симптоми? Во суштина, оваа болест не чека, односно младите пациенти навистина знаат кога треба да се јават на лекар, бидејќи болеста дава типични фокални невролошки симптоми. Зависно од тоа каде, во кој дел на централниот нервен систем овие плаки ќе се јават, од местото каде, такви симптоми ќе имаме. Болеста, значи, го напаѓа, уште еднаш ќе кажам, исклучиво централниот нервен систем. Што тоа значи? Мозокот во главата и мозокот во вратниот и торакалниот рбет, како и оптичкиот нерв. Периферниот нервен систем од оваа болест е поштеден. Во зависност од тоа кој дел ќе биде атакиран, такви симптоми ќе имаме. Например, ако ви се случи воспаление демиелинизирачко на оптичкиот нерв, вие ќе имате болка при движење на окото и матен вид. Доколку ви се сега тоа многу често се случува, така? Да. А не е тоа? Да речеме, се случува и од други причини. Добро, меѓутоа кога би изгубиле вид на едното око, нормално ќе се јавите на лекар. Се разбира, прво научен лекар, тие ги препраќаат кај нас кога ќе постават сомнеш на вакво нешто, така да кога веќе ќе се јавите на лекар, дијагнозата оди, да кажам, пота па малтене и без проблеми. Типични се симптомите од земање на рака или од земање на нога, од земање на двете нозе, нечувствителност или трпки трнење во народот познато, промени во говорот, губење на рамнотежа,
и така натаму. Плеада на симптоми, затоа е мултиплекс. Споменавте дека најчесто кај млада популација, така од 20 до 40 години, ме интересира, некако се научивме сега со процентиве, нели, со ковидов, процентуално колку од населението кај нас, да речеме, се заболува? Дали имаме такви некои статистики? Постојат такви статистики, значи во нашава земја досега се регистрирани околу 1500 пациенти, зборувам регистрирани, диагностицирани, и во просек околу 100 се диагностицираат годишно. Додека во светот има околу 2,5 милиони луѓе кои што боледуваат од оваа болест. Болеста е 2-3 пати почеста кај женската популација. Тоа е така во суштина и со сите автоимуни заболувања, па така и со ова. И интересно е дека не е распределена подеднакво во светот, но може да се јави било каде. Например, имате земји кои се како предилекциони места, да кажеме, за јавување на болеста. Тоа се земјите на Северна Европа, ја има во Северна Америка, ја има и во Австралија. Таму, ако зборуваме... Сега ме зборувате, кога рековте Северна Европа, прво што помислив е недостаток на сонце. Меѓутоа, кога споменавте Австралија, значи не е тоа. Се знае ли зошто, која е причината? Има фактори на околината, делуваат тука и климатските фактори. Точната уште еднаш ќе кажам, не се знае, меѓутоа тие фактори од околината, географска ширина, климатски фактори влијаат кај генетски предиспонирано лице ова да се развие. Ние, значи, не спаѓаме, сега вака си анализирам, не спаѓаме во тие подрачја, така? Имате, еве, тоа е актуелно сега и со пандемија зборуваме за жаришта, постојат жаришта и за мултипла склероза, например, Шкотска е жариште, таму има околу 300 заболени на 100.000 жители. Тоа е жариште за мултипла склероза. Да, ме чуди што, еве, сепак ова не е болест од вчера, а што сепак има голем број непознаници во мисол на причините поради кои што настанува. Да, напорно се работи на истражувања, меѓутоа тоа е ова што го зборував, тоа е тоа до што науката е стигната во денешниот период, денешно време. Ги споменавме првичните симптоми. Потоа како во што се може преминат? Така. Да речеме сега и во најцрното сценарио, да го кажеме. Ова е добро прашање, бидејќи клинички, кога зборуваме за експресија на болеста, ние зборуваме и за неколку форми на мултипла склероза. Најчестата, стартна, со која најмногу пациенти започнуваат да водат битка со ова заболување, е така наречената релапс ремитентна форма. Сега чувствувам потреба тука да кажам што е релапс, а што е ремисија. Релапс е период кога вие имате експресија на болеста, знаци. Или нови се појавуваат, или постоечките веќе се потенцираат. Ремисија е период кога тие ќе исчезнат и вие сте практично здрави. Значи, релапс ремитентна форма. Таа форма со текот на годините, со текот на времето, преминува во секундарно прогресивна. Тогаш немате веќе ремисии, немате ни класични релапси, туку пациентите константно имаат невролошки дефицити и се трупа траен инвалидитет. И најлошата е примерно прогресивна форма, кога од старт болеста има линеарно прогресивен тек, исто тука нема релапси, нема ремисии, константно оди нагорна линија, односно за пациентите влошување надолна линија. Терапијата каква е? Терапијата исто така е поврзана со ова што го зборуваме сега со овие клинички форми. За сега терапијата е делотворна доколку се даде само во релапс ремитентната форма, во таа првичната фаза, и само еден лек е регистриран за таа примарно прогресивна. Зошто е тоа така? Во оваа релапс ремитентна форма ние викаме мултиплата склероза е активна болест. Што тоа значи? Тоа значи клинички имаме релапси кај пациентите, а патогенетски ги имаме тие плаки во мозокот, демиелинизирачки плаки. Имаме воспаление и тогаш лековите делуваат. Во фазата на веќе овие прогресивни форми немате релапси, немате плаки, мозокот се суши, атрофира, буквално се смалува и тогаш нема што многу да се направи. Терапија за мултипла склероза конкретна нема. Болеста не е лечлива. Меѓутоа, во последните 20 години направени се навистина револуционирни подвизи во лекувањето. Ја лекуваме болеста на два начини. Првата група на лекови се противвоспалителни лекови, антиинфламаторни ние ги викаме, и тоа се добро познати лекови на медицината, кортикостероиди.
Тие ги даваме во фаза на релапс, кога е воспаление, кога треба да го смириме, против воспалението делуваме, нели? И пациентите побрзо ги губат симптомите. Другата терапија е терапија која што ја модифицира болеста или англиски disease modifying therapy. Целта на таа терапија е ние да ја дадеме што порано кога болеста е активна, за да ја стопираме, да не оди понатака. А што е со оној момент, затоа што кога на пациент ќе му се каже ова не е излечиво, така, ова ќе го тераш до крајот на твојот живот, и претпоставувам дека имате онакви периоди кога им се смачува од се, и од терапијата, и од апчињата, и од неподобрување на состојбата. Колку е битна психата, да се работи и на психата, на таа нивна состојба, за да не прогресира болеста, туку да стагнира. Премногу е битно, премногу е битно. На некој начин и психолог треба да изигрувате секако со... Точно. И психичката подготвеност кај пациентите е многу важна за целокупниот исход. Секако дека не е лесно кога на млад човек ќе му кажете дека му следи животна борба. Значи болеста не поминува. Нема ти се подобри, тоа е што е, така како ќе му се каже, лошо звучи, не настапуваме баш така и не треба да се настапува така. Нормално треба да ги мотивираме на борба, но во секој случај не е лесно кога ќе чуете дека имате оваа диагноза. Горе-долу сите пациенти со мултипла склероза со текот на времето стануваат депресивни, стануваат разочарани. Што од фактот дека болеста е таква каква што е, лошо звучи, меѓутоа исто така и самата болест носи емоционални проблеми. Например, не е само мускулната слабост, не се само парезите, не е само губитокот на видот. Од самата болест пациентите имаат и психички проблеми. 3 пати е почеста депресијата кај овие пациенти во споредба со другата популација и 2 пати почесто имаат проблеми со неспиење, со несоници. Ние даваме и такви лекови кај тие пациенти. Антидепресиви, лекови за смирување, анксиолитици, така што и тој момент е доста значаен и многу им влијае на квалитетот на живот. Може ли сепак, и покрај сето ова што го набројавте, да се живее со оваа болест горе-долу квалитетен, нормален живот? Може да се живее, квалитетот на животот и условно таа нормалност не можеме да ја одредиме веднаш. Овие лекови за кои што зборувам, кои што ја модифицираат болеста, го менуваат нејзиниот тек, се докажало дека влијаат и на намалена смртност. Ајде, ако нешто е светло во оваа ситуација е тоа што болеста сама по себе не е смртоносна. Значи, од мултипла склероза пациентите не умираат. Тие умираат од компликации. Во суштина, најчеста причина за смрт кај нив се инфаркти на срце и белодробни емболи. Така што самата болест не е смртоносна, но е инвалидизирачка, онеспособувачка. Смеам да прашам, зошто од сите возможни области во медицината токму оваа ве фасцинирала и ве привлекла? Неврологија, затоа што е мозокот фасцинантен. И колку што јас знам како лаик, најнеоткриеното подрачје, најнеоткриената област кај човекот, нели? Да, кој секогаш може да ве изненади. Ви благодарам многу, но за крај ќе ве замолам само уште за некои совети до гледачите. Мојот совет до гледачите би бил да си го чуваат своето здравје и од ковид и од сите други заболувања, иако најмногу се бориме сега со ковид, и навремено да се јавуваат на лекар за секој пројавен симптом. Без страв, така? Без страв. Ви благодарам многу, беше тоа доктор Марија Гашовска, секако дека повторно ќе ни бидете гостин Ви на ова и благодарам. на друга тема. Ќе ми биде чест.